Илјадници пољаци демонстрираа во протестот ова не е крај да го запреме државниот удар пред парламентот во Варшава. До ова доаѓа пред најавеното усвојување на законот за Врховниот суд во текот на оваа недела. Според законот, овој состав на судот ќе биде распуштен, а новите судии ќе бидат наименувани од власта. Протестот е во организација на граѓанската иницијатива Комитет за одбрана на демократијата, која заедно со опозицијата од есента 2015 година протестира против владеачката партија Право и правда поради задушување на судството, починување на јавните медиуми и чистки во државната управа. Качизмот како фашизмот ја уништува Полска. Се роди во комунистичка Полска, немам намера да умрам во неа. Се само некои од паролите на протестот против двата закона со кои се укинува независноста на Врховниот суд. Малгоржата Герздов, председателка на Врховниот суд, вели: Jest bardzo duży zagwarantowany wpływ ministra sprawiedliwości na obsadę sądów, na zwalnianie sędziów, na postępowanie dyscyplinarne. To w naszej rzeczywistości prawnej nigdy takiej sytuacji nie było. A ten projekt dotyczący Sądu Najwyższego wykracza poza konstytucję. Еден од учесниците на протестот, Збигнев, вели: Pewna grupa ludzi, narzucając innym swoją wolę, chce sobie dać prawo do tego, aby mieć wszystko, aby mieć wpływ na wszystko. Со него се согласува и Виктор, кој оценува: Nasz rząd w tej chwili próbuje podporządkować sobie Sąd Najwyższy i w ogóle władzę sądowniczą w Polsce. W zasadzie chyba już to zrobił. Za pomocą ustaw i protestujemy gromadzenie całej władzy państwowej w rękach jednego dyktatora, którym jest szef rządzącej partii. Полската владеачка партија и незиниот лидер Јарослав Качински, кој формално е само пратеник, но реално е и своевиден премиер, реформите во судството ги правдаат со потребата судовите да вратат довербата кај граѓаните, а Врховниот суд да си го врати авторитетот. Но експертите велат дека на владеачката партија е важно да има контролата врз овој суд, бидејќи тој оценува дали изборите во земјата минале легално и слободно. Против овие закони реагираше и Европската унија и Советот на Европа. Дел од демонстрантите решија да останат пред парламентот до вторник, кога се очекува гласање за предложените закони.